Како се постигнуваат промени со меѓусебно почитување и успешното решавање конфликти, со значително зајакнато чувство на самоефикасност, но и успешни модели на однесување во идни ситуации, покажаа на завршниот настан учениците од средните училишта Наце Буѓони, Гоце Делчев и Перо Наков, презентирајќи ги своите научени лекции и градејќи единство во застапување на своите цели, заедно со представници на општината, директорите, наставниците и родителите. За активностите и постигнувањата на проектот со почит и разбирање, како и за резултатите од спроведеното истражување, говореше раководителката на проектот Дивна Јанкова, која воедно ја промовираше и двојазичната брошура насловена «Со ненасилна комуникација, медијација и почитување на разлики кон интеркултурно образование». Имавме 3 обуки во кои што се обучија ученици за ненасилна комуникација и медијација, и потоа продолжија со работилници, понатаму за почитување на разлики и продолжија со работилници на кои што Албина Бериша ги држеше обуките. Понатаму имавме група што беа врсничка обука за медијација, што е секако најинтересно нешто, затоа што ученици беа обучувачи на други ученици и беше најмногу посетена, затоа што беше најспонтана и најдостижно беше на децата да, утре можат и они да бидат обучувачи, да може да го научат процесот и многу спонтано да го прифатат. Во таа група имавме ученици и кои беа сторители на насилство и жртви и ученици кои сакаа само да помогнат. На крајот беше многу интересно затоа што сторителите сами си се препознаа и ги кажаа своите промени, дека применуваат она што го научиле, а истото го потврдија и професорите. Зошто го кажувам ова? Целта е таа на сите овие работилници. Подобро разбирање, учениците да научат како да ги направат промените во својот живот, во својата околина, заедницата, во градот. Нормално, прво во себе и кон своето семејство. Во склоп на проектот имавме истражување, во кој што се виде дека голем број на ученици, анонимно беше истражувањето во сите 3 школи, 25 прашања, од кои што голем број на ученици одговорија дека трпат насилство. Значи, вербално и физичко насилство. Само 10,8% рекоа дека воопшто не трпеле насилство. Многу важно е дека родителите им се секојаш при рака, 2/3 од ученици кажаа дека кога имаат проблем се обраќаат на родителите и тие знаат добро да ги слушат. Со проектот беа опфатени 3 средни училишта од општина Куманово. Целта на овој проект е да го зајакнеме можностите, да ги отстраниме слабостите во меѓузаемната комуникација, да се намали врсничкото насилство кој така многу присутно и во основните, меѓутоа и во средните училишта. Имаме прекрасни закони, меѓутоа врсничкото насилство се зголемува. Имаме многу трибини, многу обуки, но врсничкото насилство и булингот исто така се зголемуваат, взаемното почитување се намалува. Ова беше одлична можност учениците да се запознаат со она што значи взаемно почитување и разбирање. Учениците кои што ја следеа програмата Ненасилна комуникација и медијација со менторот Надица Петровска ги презентираа своите идеи за помош на своите другари во училиштата преку своите клубови на медијација. Учесници од програмата за почитување на разлики говореа за потребата за меѓусебно почитување и разбирање за најважните елементи за интеркултурни компетенции со менторот Албина Бериша. Во 3 програми вкупно беа вклучени околу 130 ученици, посочува Јанкова. Оваа година работев со група ученици од гимназијата Гоце Делчев и економско училиште Перо Наков, со 24 ученици кои следеа обуки за вештините на ненасилна комуникација и техника за колаборативно решавање на конфликти која се вика медијација. Ученици се беа многу заинтересирани, мотивирани и многу успешно ја завршија обуката, зашто сите добија сертификати на крајот и се надевам дека сето она што го научија на овие обуки ќе им биде од полза во текот на животот, во секојдневниот живот, професионалниот живот и во средините во кои што живеат и учат.
Младите врснички едукаторки за медијација и ненасилна комуникација во Техничкото училиште Наце Боѓони Милица Стојковиќ и Фатјона Сулемани говореа за своето искуство на обуките, а нивните слушатели за придобивките на личен план од ваков вид на обука. Годинава бев во улога на врснички обучувач. Задачата која што ми беше доделена представуваше голем предизвик, затоа што знаењето кое го стекнав изминатата годинава требаше да го пренесам на моите врсници, учениците. На првата обука која државме присуствуваа 43 ученици од мешан етнички состав со различни видувања. Но целта беше една: да осознаеме самите за себе, да го пронајдеме мирот и стабилноста во себе, да научиме да комуницираме ненасилно во секојдневието, преку парафразирање, отворени прашања, 4 фази на медијација преку комуникација и по извршените истражувања, односно по извршената еволуација, завршените обуки. Дојдовме до заклучок, односно учениците дојдоа до заклучок дека ненасилната комуникација представува долготраен процес, но тие ќе се стремат да ја применуваат во секојдневието. Проектот со почет и разбирање кој го реализира Сдруженијето Довреба од Куманово е поддржан од екуменска иницијатива Жена од Хрватска и се реализира во периодот од 1 февруари до 1 ноември годинава.